Откако вчера Ирис телевизија објави дека некој го кочи подпишувањето на договорите за проектите за рамномерен регионален развој, денеска и градоначалникот на Штип Благој Бочварски со став дека проектот за изградба на детска градинка во населбата Сењак доцни, бидејќи се уште не се ставени подписите за добивање на средства за проектите за рамномерен регионален развој. Источниот регион преку оваа програма треба да добие околу 22 милиони денари за два проекти, и тоа за општините Штип и Делчево. Јас веќе стапив во контакт и остварив средба вчера и со заменик министерот за локална самоуправа и со директорот на Бирото за рамномерен регионален развој, и веќе проблемот е надминат, е решен. Веќе утре очекувам дека ќе бидат подпишани договорите, а од понеделник ќе биде распишен и тендерот за изградба на детската градинка во населба Сењак, така што ова е последниот чекор кој што требаше да биде прескокнат или надминат за да влеземе во реализација или за распишување на тендерот за реализација на детската градинка. Штипот Бирото за рамномерен регионален развој за овој капитален проект треба да добие 16 милиони денари, додека останатите 20 милиони се од општинскиот буџет. Доцнењето на подпишувањето на договорите, зашто и првпат се случува, ќе значи и пролонгирање на изградбата на градинката. Доколку го почневме во мај или во јуни месец, секако ќе го фатеше зимскиот дел од годината, како и да започне во август, во септември. Верувам дека со една побрза динамика ќе стигнеме, ќе дојдеме до брза реализација. Го имаат во предвид тоа и директорот на Бирото за регионален развој, така што очекувам дека нема да има никакви проблеми во реализацијата, бидејќи дел од средствата се од нив, но поголемиот дел од средствата се од општина Штип. Во новата градинка во населбата Сењак треба да се згрижат околу 200 деца. Инаку на подпишувањето на овие договори за реализација на регионални проекти чекаат сите плански региони. Годинава за регионален развој од државниот буџет треба да се искористат речиси 200 милиони денари.